Во прилог на зачувувањето на културните вредности на регионот и пред се на општината, на сплотување на фолклорното наследство и традицијата, во Крива Паланка пред 8 години беше востановен фолклорниот фестивал, кој го носи името на светецот, заштитник на градот, пустиножителот Свети Јоаким Осоговски. Низ годините фестивалот го прошири обрачот на културите и прераснувајќи во настан со интернационален предзнак, ги презентира пред кривопаланичката публика фолклорот и мелосот на соседните земји и земјите од регионот. Годинава од 25 до 27 август на градскиот плоштад во Крива Паланка се одржа 8-миот меѓународен фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој овој пат ги вдоми фолклорните ансамбли од Лугош Романија, Млава Полска, Алексинат Србија, од Бугарија, Северен Кипар и Република Македонија. Фестивалот се одржува традиционално пред почетокот на празничните денови на славје во општината по повод успение на Пресвета Богородица и Свети Јоаким Осоговски, а разноликите национални носии, колоритот на учесниците, чии звуци на народните мелоси прозвучија низ градот пред почетокот на фестивалот, на свеченото дефиле низ главната улица, која ја подгреа атмосферата, ги импресионира жителите, но и посетителите. Организатори на фестивалот се општина Крива Паланка и Националната установа Центар за култура од Крива Паланка со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Токму затоа ви пренесуваме дел од впечатоците на главните организатори, градоначалникот на општината господинот Арсенчо Алексовски и раководителот на Центарот за култура од градот Александар Ангелов. По завршувањето на првата фестивалска вечер разговараме со градоначалникот на општина Крива Паланка. Општината е еден заедно со Центарот за култура од Крива Паланка од главните организатори на манифестацијата фестивалот Свети Јоаким Осоговски. Фолклорниот фестивал живее своја 8 година. Како сте задоволни од годинашнава манифестација по отворањето, нели по првата вечер, господине градоначалник? Да, вечер ја проследивме првата вечер од 8-миот фолклорен фестивал меѓународен или интернационален, како што сакаме да кажеме. Мислам дека беше извонредно, дека нашите сограѓани имаа можност да видат еден сплет на различни култури, на пример полскиот фолклор беше сосема различен од овој другиот, така да имавме можност да уживаме, да видиме она што е ново, она што не сме го виделе досега. Колку знам дека од полска фолклорна група не сме имале овдека и баш за мене беше интересно. Исто така групата што беше од Кипар беше исто така нешто ново. Така да, еве, ова е продолжеток на културното лето кое го организираме заедно со Министерството за култура и со Центарот за култура од Крива Паланка и мислам дека понудивме на нашите сограѓани едно убаво уживање, една убава разонода во овие предпразнични денови. Го проширивте видеокругот на кривопаланичката јавност, жилна за фолклорните збиднувања. Да, значи ги поканивме фолклорните друштва од Вршац, од Лугош, од Полска, од Млава за мое изненадување и за радост на нашите сограѓани. Тие дојдоа и покажа она што можат, ја покажа нивната култура, го покажа нивниот фолклор. Како изминатите години и годинава, со отпочнувањето на фолклорниот фестивал, отпочнува, да не речам, делумно и славјето на патрон празникот на градот Свети Јоаким Осоговски, она празнична атмосфера веќе почнува да се чувствува во нашиот град, дотолку повеќе што овој пат фестивалот започнува во деновите од викендот, па многу од посетителите кои што дојдоа веќе, морам да ги пренесам нивните зборови и впечатоци. Имавме една наша иселеничка од Крива Паланка која што после 20 години доаѓа во овој период во Крива Паланка, нагласи дека досега доаѓала во пролет или на есен, ама вели од сега ќе доаѓам само околу празникот за време на фестивалот, повторно и повторно, само во тој период од годината. Видете, целта ни беше фолклорниот фестивал во изминатите години се одржуваше 26, 27 и 28 август.
Оваа година го померивме еден ден понапред, 25, 26, 27, за да 28 и 29 август си биде посветен токму на празникот, да биде токму, да не им го обрќаме вниманието на граѓаните да ги задржиме овдека, него тој ден да си биде за манастирот, а овие 3 дена да бидат посветени како претходница на тоа. Мислам дека е тоа подобро така и верувам дека оваа пракса и во наредните години ќе продолжиме. Само на крајот сакам да кажам, значи на 27 кога ќе заврши фолклорниот фестивал, ќе се надоврзе и рок фестивалот кој за прв пат оваа година се одржува. Бината ќе биде поставена пред Партизан и тука ќе имаме можност да ги видиме една антологија на кривопаланичките групи кои постоеле, музички рок групи во Крива Паланка. Ќе имаме и гости од земја и од странство. За таа цел јас би ги замолил нашите сограѓани кривопаланчани да се воздржат од возење на колите во овие денови на празникот, да оставиме оние кои ќе дојдат во Крива Паланка, да дојдат со кола, да имат кај да паркираат, а ние сепак можеме и да појдеме пешки, да се разонодиме, да се покажеме како добри домаќини, за да им оставиме можност на нашите гости да паркираат, да бидеме навистина добри домаќини. Разговараме со директорот на Центарот за култура од Крива Паланка, господин Рангелов. Како сте задоволни од првата фестивалска вечер на меѓународниот фестивал 8 поред Свети Јоаким Осоговски? Сум задоволен, значи вечерва беше првата вечер од фестивалот кој што по 8 пат се одржува во Крива Паланка. Тоа е значи организација на општина Крива Паланка и Центарот за култура. Ние како национална установа имаме аплицирано во Министерството за култура за овој фестивал, имаме добиено средство и го финансираме. Еден дел од тие средства се значи на Министерството за култура. Така да успеавме оваа година да се потрудиме да доведеме значи од групи од повеќе држави да имаме учесници, како што значи од Србија имаме учесници, од Кипар, Северен Кипар, од Бугарија, од Македонија, друштва со кои што имаме соработка, значи од Романија имаме исто така од Полска. Нажал мора да кажам дека Босна ни откажа во последен момент луѓето, но се надевам дека наредната година можеби и тие ќе ни бидат учесници. Задоволен сум значи од присуството на граѓаните и настапот на фолклорните ансамбли. Вечерва што може тука значи да го видат тоа граѓаните на Крива Паланка. Дали Центарот за култура како установа во која што функционира фолклорно друштво е задолжена за овој организацијски дел, стапување во контакт со фолклорните друштва и покана на истите да учествуваат на база на претходни ваши соработки, но и на ново оформени соработки, предпоставувам, бидејќи дел од фолклорните друштва од Полска, од Лугош, например, се од градовите збратимени со општината. Да, значи ние кога организираме фестивалот секогаш се договараме, значи имаат можност и фолклорните друштва од Крива Паланка да си поканат своји друштва со кои соработуваат. Ги покануваме општините кои што значи сме збратимени, но има и општини кои што досега еве например Алексинас која што учествува оваа година за прв пат, значи немавме досега никакви контакти, со луѓето исконтактиравме, изразија желба да дојдат на нашиот фестивал, така да значи не само оние контакти што ги имавме во порано со друштвото, значи воспоставуваме и нови контакти и се трудиме значи секоја година да поканиме различни групи. Минатите години имавме од Турција, оваа година имаме од Северен Кипар. Со Босна имаме контакти, пробавме досега неколку пати да направиме напори, например, да дојдат кај нас да гостуваат, но не успеавме, се потрудиме, значи ние со нашата играрна група да гостуваме кај нив. И така, значи секогаш друштвата кои што функционираат во Крива Паланка имаат можност да си ги поканат своите друштва со кои соработуваат, се организираат и така децата повторно доаѓаат до нови средби, нови запознавања и нови дружења. Така, токму тоа е и најблагородното нешто, бидејќи сите учесници од фолклорните друштва од Крива Паланка имаат можност да остварат нови пријателства пред се дружења, кои што пак ќе вродат со нови соработки од ваша страна, нели, како организатори со сите тие фолклорни друштва ширум земјава и светот, предпоставувам. Тоа е и она основното. Овие нови соработки ќе продолжат, предпоставувам, и ќе се прошируваат во иднина. Да, значи тоа е целта, да прошируваме соработката со повеќе друштва, да ги разменуваме нашите искуства, да ги гледаме нашите слабости, да видиме каде може да ги подобриме, децата значи да бидат задоволни, да имаат нови контакти, нови другарчиња кои што многу пати се случува некои настапи кога имаме некаде кога ќе се толку многу зближат, значи тие самите не тераат да направиме контакти, да направиме соработка. Така да мислам дека во областа на фолклорот и
културата многу придонесува за зближување, за запознавање на луѓето, за ширење на пријателствата и тоа се не само во фолклорот, туку и во сите дејности. Фестивалските денови ја збогатија културната понуда на градот, а сите гости, учесници имаа свечен прием организиран во хотелот Турист, каде беше изразена благодарност од домаќините организатори, а гостите покрај размината на сувенири и символични подароци ја изразија благодарноста од топлиот прием и поканата за учество. Со напомена дека на ваквите манифестации се формираат трајни пријателства и соработка која се продлабочува на сите полиња од општественото живење покрај во областа на културата. Нивните впечатоци и интегралните настани ќе ги проследите на нашата програма деновиве. Дотогаш уживете во празничната атмосфера и нека се за многу години празниците и радостите.